Бисмиллахи-рахмани-рахим. Вие го слушате петтиот дел од книгата Завештание, која во 1905 година на урду јазикот ја напишал Хазрети Мирза Гулам Ахмад алейхи селам. بمطلع على أسرار بالي بعالم عيبتي في كل حال بوجه قد رأى عشار قلبي. Било кое завештание направено во склад со горе споменатите услови ќе биде спроведено само после смртта на завештаникот. Меѓутоа, обврзувачки е завештанието да биде направено во тек на неговиот живот и да биде проверено на наименуваните поверници на Ахмадија движењето. Тоа исто така треба јавно да биде објавено. Ова е поради тоа што најчесто е многу тешко да се направи соодветна оставнина за време на смртта и бидејќи деновите на небеските знаци и искушенија се близу, било кој да направи завештание во периодот на релативна сигурност завзема многу висока положба во очите на Аллах. И бидејќи имотот на завештаникот ќе остане за тековни добробити, така и наградата која тој ја заработува ќе биде постојана и неговата оставнина ќе дојде по дефиниција постојани добротворни давања. Ако личноста ги исполнува овие услови, но умре на место далеку од Кадијана, во друг дел од земјата, неговите наследници ќе го донесат неговото мртво тело во Кадијана, во ковчег. Ако личноста која е прикладна за погреб умре овде, пред гробиштата да бидат завршени, тоест пред мостот да биде конструиран и така натаму, неговото мртво тело треба да биде ставено во ковчег и закопано во близина на местото на неговата смрт. Потоа, кога сите договори околу гробиштата бидат завршени, неговото тело ќе биде донесено овде, во Кадијана, но нема да биде прикладно да се ископува гроб на личност чие смртно тело не било ставено во цврст дрвен ковчег за време на погребот. وسيفي لا يغادر في القتال. Никој да не биде склон да мисли поинаку. Овие гробишта и договори не се за него бидат штетни новини. Треба да запомните дека овој план бил преземен според Божјата објава. Никакви човечки мотиви не се вплеткани во тоа. И немојте да мислите дека овие гробишта некого го чинат дженнетлија. Не, она што Божјата реч значи е дека само оние кои се наклонети на дженнетот ќе им биде дозволен погреб овде. Нека биде јасно, Бог има намера сите оние со совршена вера да бидат погребани на едно место. Ова е затоа за следните генерации да можат да ги видат на едно место и со тоа да ја обноват сопствената вера. И ова е затоа за нивните благородни дела во името на Бог, секогаш да можат да им бидат познати на луѓето. На крај ние го молиме Семоќниот Бог да ја пружи својата помош за оваа задача на сите искрени луѓе, во нив тој да создаде горливост за нивната вера и нивниот крај да биде возвишен. Амин. Сите членови на джемаатот кои ја примаат ова пишувана порака треба да ја пренесат на своите пријатели и познаници. Исто така, колку што е можно, тие треба ова да го огласат и да ги заштитат идните генерации. Исто така и противниците на достоен начин треба да бидат известени за ова. Бидете стрпливи кога злите луѓе зборуваат со навреди и предајте и се на молитвата. На крај сета благодарност му припаѓа на Аллах, Господарот на сите светови. وقد أعطيت ذوقا بعد ذوق ونعماء المحبة والدلال لفاظات الموائد كان أكلي وصرت اليوم مطعام الأهالي
لفاظات الموائد كان أكلي. Ти си мудар и буден, пријателе мој. По природа си чист. Чувај се и затоа пази во својата алчност по благата на материјалниот свет, да не ја фрлиш низ ветар, должната твоја почит кон дин, да не ги изумиш твоите духовни потреби. Не давај му на срцето да се заплете во оваа привремено и расипливо пребивалиште. Оти од неговите радости и удобности лежат скриени стотина штети и јадови. Кога би можел да го чуеш гласот од гробот јасен, вели: за неколку дена ќе ми бидеш плен, затоа добро ќе биде помалку да тажиш за световните блага. Оти кој се сплете себе во овие ниски грижи, се што ќе стекне е бол и страдање, а избавен е оној кој оди низ животот внимавајки на времето на својата смрт и кој се отсече од овој свет. Очите ги остават цврсто приковани за правиот пат, дури и пред долгото патување, што почнува со смртта, тој го почнува својот пат кон Бога и се свое извлекува од овој свет. जलेंगे वक्त के हर मोड़ पे दिए उसके, तमाम मंजिलें उसकी हैं, रास्ते उसके. За овој пат кон својот конечен дом, тој го препашува својот каиш и се остава зад себе, што припаѓа на овој дом, толку слаб и несигурен. Работите од овој живот, како нешта кои скриени лежат, најдобро е човек сосем од нив да го оттргне срцето свое. Джехеннемот за честниот Куран не извести, не е ништо друго освен оваа алчност по благата на овој свет. Оти на крајот безусловно мораме секако да му речеме збогум на тоа. И како што некои овие денови, секој од нас мора да тргне на овој долг пат. Не му стои на мудар човек да го пушти своето срце, да биде врзано за градина чии цветови се изложени на сувата есен. Во било кое време и во секое време да се влюбиш во оваа стара сакана, навистина е смртна грешка. Оти таа е очигледен непријател на диннот, вистината и чистотијата. Никој не постигнува ама баш ништо со влюбеноста во оваа дволична сакана, која понекогаш уништува со мирни средства, а понекогаш со оган. Зашто навистина не се влюбите во љубовницата, која со нежност ќе ве избави од ланците на сите грижи? Одете и размислете дека ќе ви дојде крајот, и слушајте го старецот Саадија, ако не сакате да ме слушате мене. Жалта над смртта твоја ќе биде благословена со радост, како да била свадба, а крајот ви дојде кога сте во состојба на совршена богобојазност. मुनादी मुकाल में उसके. Додаток во книгата. Има одредени важни точки кои треба да се забележат во ова завештание. Тие се наведени подолу. Додека анџамантот, извршното тело, поставено за управување со работите околу гробиштата, не се објави дека сите неопходни договори се завршени, ниедно тело нема да биде донесено за погреб. Изградбата на мостот мора да биде завршена како и другите договори пред да се изврши погреб. До тогаш, посмртните тела треба да бидат ставени во ковчези и привремено да бидат погребувани на други гробишта. Секој оној што сака да се држи до овие поставени услови, се додека е со здрав разум, треба да ги напише своите намери во присуство на два сигурни сведока. Ова завештание треба да биде поверено на надзор на анџамантот, извршителот. Завештателот треба јасно да потврди дека завештува 1/10 од својот недвижен и подвижен имот на Ахмадија движењето, кој треба да биде користен за пропагирање на исламот. И неопходно е неговото завештание да биде објавено во најмалку 2 весника.
Задолжително е анџамантот, извршителот, откако во потполност биде задоволен од законската и шеријатската оправданост на завештанието, на завештаникот да му издаде потпишена потврда со заверка. И кога би се барала дозвола за погреб на овие гробишта, како што е во согласност со горе наведените правила и уредби, потврдата треба да му се предочи на извршителот. Мртвото тело ќе биде погребано под надзор на извршителот на местото кое тој ќе го избере за таа цел. Освен во исклучителни ситуации, како што е предложено од извршителот, ниту едно дете нема да биде погребено на овие гробишта. Ова е затоа што сите деца се дженетлии. Понатаму, роднините и блиските на лицата, кои што се овде погребани, не се овластени да бидат овде погребани само врз основа на нивната роднинска врска. Лицето мора по собствена волја да ги исполни сите барања, како што е наведено во договорот, завештанието. ये तस्करे ये तजस्सुस उसी का नजराना. Мртвото тело на лицето кое умре на друго место, освен во Кадијана, не треба да биде донесено овде, доколку не е во ковчег. И извршителот треба да биде известен за ваквата намера најмалку 1 месец однапред, за да се избегнат можните привремени проблеми кои што можат да се појават. Извршителот ќе издаде одобрение за погреб кога сите проблеми ќе бидат расчистени. Ако не дај Боже, лицето кое ги исполнува сите услови наведени во завештанието умре од чума, тогаш неговото тело ќе биде ставено во цврст ковчег и привремено ќе биде погребано на друго место најмалку 2 години. Телото може да биде донесено во Кадијана, откако ќе поминат 2 години, и тоа во случај кога и двете места и местото каде лицето умрело и Кадијана бидат ослободени од чумата. Запомнете дека не е доволно само да се завети 1/10 од недвижниот и подвижниот имот. Неопходно е лицето кое прави завештание, според своите можности да се покорува на исламските учења, да се жртвува на патиштата на богобојазност и побожност, да биде муслиман кој цврсто верува во Божјото единство и да има вистинска вера во Божјиот пратеник и да не ги узурпира тугите права. Ако лицето завети 1/10 од својот имот на джемаатот, но потоа, например, умре во туѓа земја, удавувајќи се, или умре во туѓа земја од каде што е тешко да се донесе неговото тело, неговото завештание ќе остане правосилно. Во Божјите очи тој е еднакво добар како да е погребан на овие гробишта. Ќе биде дозволено да се подигне надгробен камен во спомен на лицето со адекватен надпис напишан на него. Надгробниот камен може да биде со тугла или од камен. На извршителот кој е одговорен за ваквите фондови не му е дозволено да ги троши за други цели освен за Ахмадија движењето. А најважно од се е пропагирањето на исламот. Иако извршителот постигне согласност за нив ќе биде одобрено да ги зголемат фондовите преку трговија и промет. Сите членови на извршното тело треба да припаѓаат на Ахмадија движењето. Тие треба да бидат побожни и искрени. Ако во било кое време се почувствува дека одреден член не е побожен, или е неискрен, или е сплеткар, или е замешан со овој живот, тогаш должност на извршителот е веднаш да го склони. На негово место треба да биде именувано друго лице. Ако се појави некој спор околу завештаниот имот, тогаш секој трошок предизвикан од решавањето на овој спор ќе биде измирен од фондовите кои извршителот ги има на располагање. हर मोड़ पे दिए उसके हमें उस यार से तक़वा अता Ако лицето направи завештание, но поради слабостите на својата вера ги прекраши условите на завештанието или се одрекне од Ахмадија движењето,
тогаш на извршителот нема да му биде одобрено да задржи било што од неговиот имот. Секој најмал дел од неговиот имот треба да биде вратен на лицето, бидејќи на Аллах не му треба ничи имот. И што се однесува до Аллах, сето вакво богатство е вредно за презир и се согласува да биде одбиено. Извршителот е представник на Божиот халифа. Затоа треба да биде чист од овосветските валкани работи. Сите работи на анџамантот, извршното тело, треба да бидат искрени и праведни. Допуштено е да се основаат помошни ограноци на извршителот во туги земји, кои ќе ги следат упатствата на главниот анџаман. Ако се покаже дека е тешко и непрактично телото да се донесе од некоја од овие далечни земји, тогаш е прикладно да се погребе во близина на местото на смртта. Но за да се постигнат наградите кои се врзани со овој план, неопходно е лицето да направи завештание во текот на својот живот. На локалниот огранок на извршителот ќе му биде одобрено да го превземе износот во собственост на Ахмадија движењето. Би било подобро парите од завештанието да се искористат за некоја локална верска потреба, но исто така е дозволено тие да се проследат во седиштето во Кадијана. Неопходно е извршителот да има свое седиште во Кадијана, бидејќи Аллах го благословил ова место. И ќе биде дозволено да се изгради зграда каде што анџамантот, извршителот, ќе биде сместен во согласност со неговите потреби. Таму секогаш треба да бидат барем 2 члена на извршителот, кои се добро упатени во Куранот и хадисите и кои се стручни во арапскиот јазик и кои имаат опширно знаење за содржините во литературата на џемаатот. Ако не дај Боже, лицето кое прави завештание под одредени услови биде жртва на чумата, а состојбата на неговото тело биде таква да не е пожелно да се донесе на овие гробишта, тогаш од логични причини неговото тело нема да биде донесено овде. Но ако тој го почитува своето завештание, нему ќе му биде подарен истиот статус како на оној кој е погребан овде. Ако лицето не поседува недвижен или подвижен имот, ако се докаже дека е исправен, дервиш, богобојазен и искрен верник и дека во него нема лицемерие или поклонување кон овој свет, и дека неговата послушност не е погрешна, тогаш со мое одобрение или после мене со согласност, мислење на извршителот, лицето може да биде погребано на овие гробишта. Лицето кое е одбиено врз основа на Божјата објава, нема да биде погребано на овие гробишта, дури и ако поднесе свој имот од завештанието во согласност со бараните услови. Аллах направи исклучок за мене и моето семејство. Но секој друг, маж или жена, ќе бидат подложени на овие правила и уредби. Секој што приговара на ова е лицемер. Сите горе наведени услови се задолжителни. Само на оние кои ги исполнат овие услови, ќе им биде допуштено да бидат погребани во Бахишти Макбара, возвишените гробишта. Секако е можно некој кој е жртва на цинизмот и во тој поглед да ни приговори. Тие може би мислат дека овој план е заснован на себишни мотиви или може би го сметале за штетна новотарија. Но запомнете, ова се работи на семокниот Бог. Тој го прави она што тој го сака. Без сомнение преку овој возвишен план, тој е одлучен да ги оддели дволичните од верниците. Кога слушнале за овој план, некои поединци веднаш почнале да бараат начин на Божиот пат да дадат придонест од 1/10 или повеќе од својот имот.
Ние разбираме дека тоа се оние кои ја завериле големината на својата вера. Аллах вели: "Јас сум Аллах Сезнајниот." Мислат ли луѓето дека ќе бидат оставени да речат: "Веруваме", а да не се ставени во искушение? А ова искушение не е ништо во споредба со она што другарите, Аллах да биде задоволен од нив, на чесниот пратеник саллаллаху алейхи веселем поминале. Тие биле искушувани со своите животи и со драга волја ги заложиле своите глави на патот на својот Господар. Бесмислено е да се очекува дека на секој кој изрази желба ќе му биде дозволен погреб на овие гробишта. Да е можно ова, зошто тогаш Бог порано не ги ставал луѓето во искушение? Тој тоа го прави за да ги раздвои добрите од злите. Затоа тој сега го направил истото. Во времето на честниот пратеник саллаллаху алейхи веселем постоеле некои многу мали искушенија. Например, било пракса да се даде символичен поклон пред советување со честниот пратеник саллаллаху алейхи веселем. Ова било искушение за лицемерите. Ние сваќаме дека слично на тоа, во искушенијата на ова доба, искрените во својата вера, оние кои навистина на својата вера и даваат предност во однос на светските нешта, се оние кои ќе бидат воздигнати над другите. Тие ќе се покажат дека оддале почест на своите барања, на баијат, верност, и тие ќе ја направат очигледна својата вистинитост. Нема сомнение дека овој план е тегобен за лицемерите и преку него тие ќе бидат покажани. Без оглед дали тие се мажи или жени, после смртта тие под никакви околности нема да бидат погребани на овие гробишта. Болештина има во срцата нивни, Аллах ја зголемува и заради тоа што лажат, за нив има казна болна. Но оние кои земаат водство во оваа работа ќе бидат вброени помеѓу исправните. И Бог ќе ги обсипе со својата милост до вечност. Конечно, треба да се запамети дека несрехните денови се ближат. Наскоро ќе се случи земјотрес и тој земјата ќе ја заврти наопаку. Но во очите на Аллах, вистински верници се само оние кои пред оваа казна ќе докажат дека го напуштиле овој свет и кои во потполност се покоруваат на моите упатства. Во неговата служба тие ќе имаат позиција на први и предни. И јас ви ја кажувам вистината. Блиску е времето кога лицемерот ќе се жали затоа што љубовта кон овој свет допринела да се занемари оваа наредба. Во времето на казна тој ќе лелека од голема жалост да го даде в својот недвижен и подвижен имот за да ја избегнам оваа казна. Запомнете дека е безвредно верувањето кое е родено после оваа казна и давањето милостина ќе биде чиста суета. Внимавајте, јас ве предупредувам за казната која е многу блиску. Побрзајте и соберете за себе наследство кој ќе ви биде од корист. Јас немам желба ништо да присвојам од вашето богатство. Всушност, вие своето богатство треба да го поверите на анџамантот, извршно тело, така што тоа да биде потрошено за пропагирање на исламот. Правејки така, ќе заработите дженнетски живот. Има многу кои ќе ја занемарат мојата наредба поради својата љубов кон овој свет, но тие наскоро ќе бидат одведени од овој свет и во последниот момент тие ќе оплакуваат. Ова е она што го вети возвишениот Бог и пратеникот зборуваше вистина и нека е селам на оние кои го следат упатството. Мирза Гулам Ахмад, Божиот ветен Месија и Мехдија, 6 јануари 1906 година. فسبحان الذي أخزى الأعادي فسبحان الذي أخزى الأعادي
فسبحان الذي أخزى الأعادي. Ова е последниот дел и книгата Завештание е завршена. Еселаму алейкум.